Почитувани гости, наши сограѓани, почитувани спортски работници, спортисти, љубители на спортот, добро вечер и добро ни дојдовте на манифестацијата Избираме спортисти и спортска екипа на 2025 година. Седма година како општина Пробишти ќе организира манифестацијата Избираме најдобар спортист и спортска екипа на годината. Спортот е дејност која ќе опфаќа сите форми на спортски активности на спортистите од сите возрасти, како и спортско-рекреативните активности на граѓаните. Заради остварување на потребите за занимавање со активностите и заштита на правата и интересите од областа на спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се здружуваат и основаат спортски здруженија. Во рамки на надлежностите што ги има општината, во делот на спортот и рекреацијата, а со цел развој на физичката култура кај младите, што помасовен опфат на младите лица на спортските терени и превентивно делување. А воедно и одвраќање на младите од пороците кои што ги дебнат на секој чекор во нашето современо секојдневие. Општина Пробишти настојува да ја одржи и продолжи спортската традиција кај пробиштипјани, а воедно дава голем придонес во развој на физичката култура во општината. Од таа причина, општина Пробишти во рамки на своите надлежности, секако и на можностите, започна со организирање на една ваква манифестација, со која сакаме да ги мотивираме сите спортисти, секој во рамки на својот спортски клуб. Или како индивидуалец да даваат се од себе и сите заедно да го подигнеме спортот на едно повисоко ниво, зашто Пробишти тоа и го заслужува. Од секогаш сме биле расадник на спортски таленти кои овде се формираат и заминуваат како готов производ во спортските клубови низ Македонија и надвор од неа. На почетокот едно мало појаснување како дојде до тоа токму овие спортисти да бидат избрани како кандидати за спортисти на годината и изборот на спортски клуб на годината. Го повикува раководителот на одделението за јавни дејности Ради Илиевски да ни се обрати. Почитувани, добро вечер. Седма година поред како општина Пробишти ја организира манифестацијата Избираме најдобар спортист на годината. Ја организираме оваа манифестација се со цел да дадеме еден скромен придонес не само во развојот на спортот, туку и да ги поттикнеме младите да спортуваат, да се занимаваат со дејноста спорт, да членуваат во еден од спортските клубови согласно нивните афинитети. Воедно планираме оваа манифестација да стане традиција, а се со цел да ги мотивираме спортистите не само за поголеми залагања, туку и поголеми резултатски достигнувања. За големата поддршка на општина Пробишти зборува фактот дека не само бесплатното користење на спортските сали и терени, а ги има во задоволителен број, и е една од ретките мерки во државата, туку и средствата што се исплатени на спортските друштва и спортските поединци од буџетот на општина Пробишти во износ од 2.980.000 денари, оваа година вака ја направивме процедурата. Ги повикавме представниците на сите спортски друштва кои добиваат финансиска поддршка од општина Пробишти и кои всушност се активни. Од тој состанок произлегува предлози за сите категории кои што ги имаме предвидено и на кои со години наназад даваме награди и признанија. Вечерва ќе прогласиме двајца најдобри спортисти, и тоа во категориите спортисти кои се надпреваруваат во рамки и надвор од општина Пробишти. Ќе го прогласиме и најдобриот спортски клуб на 2025 година. На оваа спортска манифестација ќе го промовираме и најнадежниот спортист на општина Пробишти во спортската дисциплина карате.
ќе доделиме награда и за тренер на годината. Имаме посебни награди за наши врвни спортисти, а ќе дадеме златна плакета за трајни вредности во спортот. Годинава ќе доделиме награда за спортски подвиг на годината. Но да не откриваме се. Ви посакувам добре дојде на спортската вечер, во која ги бираме најдобрите спортисти за 2025 година и однапред честитки на наградените и големи успеси на сите наши спортски клубови во годината што следи. Благодарам. Почитувани, локалната самоуправа со години наназад, уште од моментот кога ги доби надлежностите во спортот, ги помага спортските клубови, ги отвори вратите на спортските објекти кои се во нивна собственост и им ги даде на располагање спортските терени. Финансиски ги помага, организира низа на спортски турнири кои се наш предпознат белег. А како што можеме да приметиме, и доста игралишта се реконструирани, добија нов лик и идеални услови за користење на тие спортски терени. А никна и нови игралишта, со што има значителен придонес во развојот на спортот во нашата општина. Го повикувам градоначалникот на општина Пробишти, господинот Тони Тоневски, да ви се обрати. Повелете, градоначалник. Почитувани спортисти, тренери, спортски работници, почитувани гости. Голема чест и искрено задоволство ми е што вечерва сме заедно на оваа спортска вечер, посветена на оние кои со својата посветеност, дисциплина, пожртвуваност, со гордост го носат името на Пробишти и дома и надвор од границите на нашата општина. Пробишти секогаш бил и останува град расадник на спортски таленти, но со големо и богато спортско минато. Во историјата на нашиот град се испишани значајни спортски успеси. Фудбалски клуб со настапи во првата лига, ватерполо тим, силна традиција во боречките спортови, како и големи резултати и звучни имиња во кошарката и посебно во одбојката. Токму затоа, општина Пробишти континуирано вложува во развој и унапредување на спортската инфраструктура, создавајќи услови за правилен и квалитетен развој на спортот. И оваа година инвестициите во спортот продолжуваат. Сакам да упатам искрена благодарност до Министерството за спорт за обезбедените финансиски средства за реконструкција на фудбалскиот стадион и помошното игралиште, чија реализација наскоро ќе започне. Но нашата поддршка не се состои само во инфраструктурата. Инвестираме и во спортскиот дух, во младите и во здравите навики. Особено радува фактот што во последните години бележиме значајни активности и успеси во атлетиката, каратето, алпинизмот, како и зголемен интерес за планинарството. Вашите резултати се гордост за Пробишти и инспирација за идните генерации. Општина Пробишти ќе продолжи да стои зад спортот, затоа што спортот создава здрави личности со силен карактер. На сите наградени им честитам од срце и им посакувам уште многу успеси во иднина. Ви благодарам и нека спортскиот дух продолжи да не обедини. Благодариме, градоначалник. Почитувани, вечера овде со нас е гостин кој ни доаѓа од Министерството за спорт. Него лично го праќа министерот за спорт на Република Македонија Борко Ристовски од неговиот кабинете. Тоа е господинот Илија Ристевски. Ве молам, повелете овде да им се обратите на присутните. Добро вечер, почитувани присутни.
почитуван градоначалник, почитувани претенички, почитувани советници, но пред се почитувани спортисти и спортски работници. Мене лично ми представува особена чест како дел од Министерството за спорт да присуствувам на еден ваков настан кој што ги обележува спортистите на годината, односно спортистите на општина Пробиштип. Како и што кажа водителот на неговото излагање, тоа и нас како Министерство ни е особена цел, односно младите лица, младите кои што се од оваа општина и од целата територија на Република Македонија, да ги одвикнеме од тие пороци, но и од тие модерни трендови кои што се од тренд во денешницата, односно преку вложување во инфраструктурните проекти кои што ги напомена и градоначалникот, односно со помош на Министерството за спорт се реализира проектот за во моментот ќе се реализира проектот за реконструкција на стадионот во општина Пробиштип и од тука би порачал уште една благодарност посебно до градоначалникот за неговата покана и ни особена чест и задоволство што сум дел од овој настан. Благодарам. Благодариме за убавите зборови. Почитувани, започнуваме со помладите, оние кои настапуваат на спортската сцена. Со голем труд и мака се пробиваат и си го бараат своето место меѓу веќе афирмираните спортисти. Почнуваме со категорија надежан спортист на општина Пробиштип. Во оваа категорија номиниран е и воедно избран еден млад каратист. Мощен, амбициозен, посветен и дисциплиниран спортист. Едно младо момче за кое доправа ќе се чуе. Хајде да видиме за што станува збор. Година во Скопје. Млад надежен спортист кој уште од својата 7-годишна возраст посветено се занимава со карате. Со голема дисциплина, истрајност и љубов кон спортот, зад себе има веќе околу 70 освоени медали на меѓународни турнири, како и на балкански, европски и светски првенства. Во моментот е во категорија кадети, во 2025 година полагаше за црт појас и стана карате мајстор први дан. Неговите успеси се доказ за напорната работа, силниот спортски дух и големиот талент што го поседува. Тој е вистински пример дека со вера во себе и постојана посветеност судиштата се остваруваат. Тој представува гордост за својата средина и инспирација за сите млади спортисти кои чекорат по патот на спортот. Михаил Томев. Најнадежен млад спортист за 2025 година Михаил Томев, градоначалник Поверете. Браво за Михаил, нека го прати здравје и среќа и за некоја година да ни дојде повторно, ама да добие друга награда. Молам уште еден аплауз за Михаил. Продолжуваме понатаму.
категорија, тренер на 2025 година. Ајде да видиме за кого станува збор. Својата спортска кариера ја започнува во матичниот клуб Работнички Скопје, каде настапува 2 години во сите младински категории. Уште во првата година со клубот освојува шампионска титула во пионерска категорија, вице-шампионското место во кадетска категорија и вице-шампионско место во младинска категорија. Во 2002 година преминува во клубот Олимпик Скопје, каде започнува со настапи во првата македонска лига и останува една сезона. Наредната година се приклучува на Маслодајна Кристал од Велес, каде настапува во првата лига, а во тој период игра и за кадетската и младинската репрезентација на Република Македонија. Потоа следува трансфер во Македонија, Джио од Струмица, со која игра финале на Купот на Македонија против Работнички Скопје и освојува второ место. Следен клуб е Вардар Скопје, каде се задржува 3 години. Потоа настапува за 11 октомври Прилеп, а потоа и за Безбедност Скопје, каде игра 3 сезони и 2 пати е вице-шампион во првенството и купот. Потоа продолжува во ОК Синалко Крушево, со кој повторно освојува вице-шампионски титули во првенството и купот. Од Крушево заминува во Шкендија Тетово, каде настапува во Балканската лига и со екипата го освојува третото место. Следуваат и интернационални настапи. Дреница Руколи Косово, вице-шампион во купот и првенството Митровица Србија. Последните 9 години е дел од одбојкарскиот клуб Весна Пробишти како тренер и играч. Со клубот 3 пати е вице-шампион во купот и еднаш вице-шампион во првенството. Со доаѓањето во одбојкарскиот клуб Весна Пробишти како играч во 2017 година почнува да работи и како тренер. Најпрво само со младинските категории, а потоа и со сениорите. Од школата на одбојкарскиот клуб Весна Пробишти во изминатите години се произлезени 3 сениорски репрезентативци и 10 репрезентативци во младинските селекции. Голема заслуга заедно со останатиот тренерски тим секако има и работењето на Љупчо Русевски. Љупчо Русевски. Тренер на 2025 година Љупчо Русевски, градоначелник во Велето. Вечерва избираме спортист на 2025 година. Избираме и спортски клуб на годината. Спортски клуб кој има најголеми резултати во годината што измина. Го бираме спортскиот клуб кој не правеше горди. Да кажеме и кои се потрудија да се одржи оваа манифестација. Совет на општина Пробишти, општина Пробишти. Следува номинација за најдобар спортски клуб. Ајде да видиме за што станува збор.
Удружение на граѓани формирано за вршење дејности и активности во спортот, претежно од областа на планинарството и промовирање на екологијата и заштитата на животната средина. Моментално брои 75 членови со платена чланарина. По текот на годината ова друштво има реализирано од 70 до 80 активности кои се насочени кон поттикнување на позитивни општествени и здравствено превентивни навики и придобивки за граѓаните на општина Пробиштип и промовирање на екологијата и заштитата на животната средина, како и развој на туризмот во општината. Во 2025 година реализирана една акција за пошумување на местноста Крст, 4 акции за собирање на отпад на 4 локации во општина Пробиштип, село Древено, село Марчино, околу Брана Кнежево и едната беше во соработка со општина Пробиштип по патот од населба Пробиштип до местноста Жгури. Редовен член на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија и планираните планинарски тури влезени се во склоп на годишната програма. Во 2025 година се реализирани редовни планинарски акции. При тоа секоја година традиционалните планинарски патеки редовно се одбележуваат и расчистуваат и истите се посетувани од многу планинари и туристи од земјава и странство. Со тоа се придонесува и кон развојот на туризмот на општина Пробиштип преку реализација на 5 традиционални патеки на кои земат учество многу планинари од нашава држава и странство. Има учествувано на 65 останати поголеми планинарски тури, организирани од други планинарски друштва од Републиката, како и реализација на повеќе меѓународни планинарски искачувања во соседните балкански и европски земји. Во 2025 година успешно се искачени планинските врвови Арарат во Турција, Олимп во Грција, Тригла во Словенија, Гран Парадизо во Франција, Доломитите во Италија, Вихрен и Мусала во Бугарија и еден неуспешен обид на Мон Блан во Франција поради временски неприлики. Секоја година се најактивни и најбројни кога станува збор за гаснење на локалните пожари кои зафаќаат општина Пробиштип. Ова година имат учествувано во гаснењето на пожарите со 15 членови во првите редови. Секоја година учествуваат во потрага по исчезнати или загубени лица на територија на општина Пробиштип. 2025 година имат пронајдено 3 исчезнати изгубени сограѓани во соработка со полициската станица. Имат спроведена набавка на потребната безбедносна опрема за планинарење, јажење и друга планинарска опрема, како и материјали за маркирање на планинарските патеки во општина Пробиштип, алатки за пошумување и собирање на отпад. Извршена е успешна обука на еден маркацист за планинарски патеки и на 2 планинарски водичи и еден еко-едукатор. Реализирани се предавања и презентации од страна на веќе обучени водичи за планинарење во сите основни и средни училишта. Секоја година активно преку изложба на фотографии во Домот на културата го одбележуваат Светскиот ден на планината, каде се врачуваат и признанијата за најактивни членови и поддржувачи од минатата година. Во 2025 година има вклучено 75 активни планинари од општина Пробиштип и преку 300 планинари гости на планинарските тури. Спортско планинарско друштво Пробиштип. Спортски клуб на 2025 година Спортско планинарско друштво Пробиштип. Молам представник од спортскиот клуб на годината да повеле да ја подигне дипломата, трофеот и вредносен ваучер во износ од 20.000 денари. Почитувани! Почитувани, во оваа прилика ја користам можноста да доделиме една благодарница од Министерството за внатрешни работи, господинот Панче Тошковски на Спортско-планинарското друштво Пробиштип, заради особен придонес во гаснење на пожари и пронаоѓање на исчезнати лица во изминатиот период. Молам представник од Министерството за внатрешни работи да ја додели благодарница.
Еве почитувани уште една причина зошто Спортско-планинарското друштво Пробиштип е прогласен за спортски клуб на годината. Молам уште еден аплауз. Почитувани, вечерва промовираме двајца спортисти на годината и тоа во две категории. Спортист на годината кој се надпреварува во рамки на општина Пробиштип и спортист на годината кој се надпреварува надвор од општина Пробиштип. И двајцата спортисти, иако во сосема различни спортски дисциплини, сепак се исти по нешто. Исти се по нивните постигнати резултати, исти се по големите успеси кои што ги направија во изминатата година. Меѓутоа, пред да поминеме на прогласувањето на најдобрите за 2025 година, да доделиме неколку златни плакети на наши сограѓани кои оставиле значителен белег во спортот во Пробиштип. Луѓе кои се синоним за спортисти, кои се општо препознатливи и кои врзуваат неколку генерации на навивачи кои што навивале, ги бодреле, ги поддржувале, а тие со нивната добра игра им возвраќале за нивната љубов. Минатите 2 години започнавме со дел од екипата од женската кошарка во Пробиштип и доделивме златна плакета на 7 наши сограѓанки. А годинава продолжуваме со уште 2, од кои за жал една од нив вечерва не е овде со нас од причина што е во странство. Како што рековме, номинирани се 2 наши сограѓанки, 2 кошаркарки кои заедно со сите во екипата жареа и палеа на спортските терени. Кошаркарки за кои навиваше цел Пробиштип, кошаркарки кои нижеа успеси, кошаркарки со кои Пробиштип се гордееше. Но овде нема да застанеме, до година продолжуваме со уште неколку од нив кои оставија траен белег. Листата на успешни спортисти ја надополнуваме со 2 имиња, општо познати од причина што се мощне, популарни, а такви се благодарение на нивниот талент и на нивната игра, која ја дигаше публиката на нозе и создаваше голема возбуда кај присутните. Одиме со најавата. Почетоци на тренирање започнале уште од основното училиште од далечната 1979 година. Посебно место во запишаната спортска историја на Пробиштип заслужено и припаѓа на женската кошаркарска екипа на Рудер, која во првенство 1981-82 година ја има освоено титулата Републички шампион на Македонија. Ова станува забележано како најголем успех на некоја спортска екипа од Пробиштип. Ова екипа го има одиграно и првиот меѓународен надпревар на 8 септември 1982 година со екипата на Мајер од италијанскиот град Падова со победа 53-46, со што е остварена првата и единствена победа на една кошаркарска екипа во меѓународна конкуренција. Лидија Илиевска и Лалица Митовска. година.
основно и средно училиште завршил во Пробиштин. Завршил високо образование Рударско-геолошки факултет во Штип. Во септември 1974 година станува член на кошаркарската екипа на основното училиште Браке Меладиновци. Во 1978 година го има освоено четвртото место во Републичката јуниорска лига. Во 1979 година прво место на завршниот турнир во Гевгелије, а во 1980 година финале на јуниорската лига во Штип. Како јуниор станува дел од првата екипа на кошаркарскиот клуб Рудар. 3 пати поред го има освоено традиционалниот турнир во баскет за 28 август со преоѓање на пехарот во трајна сопственост заедно со Зоран Стојановски и Добре Цветковски. Во 1993-94 година е дел од стручниот штаб на женскиот кошаркарски клуб Рудар, кој потоа поради спонзорот го менува името во АКУ. Освоено е третото место во тогаш многу силната прва македонска женска кошаркарска лига. Мики Лепитков. Роден е 1963 година во Пробиштин. Основно и средно училиште завршил во Пробиштин. Завршил на медицинскиот факултет во Скопје, специјализирал епидемиологија. Во 2013 година го добива звањето примариус и станува прв примариус во Пробиштин. Кошаркарските почетоци започнуваат во септември 1975 година, кога станува член на кошаркарската екипа на основното училиште Браке Меладиновци. Со 14 години станува дел од првата екипа на кошаркарскиот клуб Рудар. Во 1978 година има освоено четврто место во Републичката јуниорска лига. Во 1979 година прво место на завршниот турнир во Гевгелије, а во 1980 година финале на јуниорската лига во Штип. Добрите игри во клубот допринесуваат да стане младенски репрезентативец на Македонија. На 16 години го одиграл првиот надпревар во Македонската лига во 1979-1980 година. 3 пати поред го има освоено традиционалниот турнир во баскет за 28 август со преоѓање на пехарот во трајна сопственост заедно со Мики Лепитков и Добре Цветковски. Во 1991-1992 година, поради честите повреди, престанува со активната играчка кариера. Во 1993-1994 година станува тренер на женскиот кошаркарски клуб Рудар, кој потоа се вика АКУ. Како тренер работи 4 години. Во 1995 година женската кошаркарска екипа на АКУ е прогласена за најдобра спортска екипа во Пробиштин. Зоран Стојановски. Златна плагета за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоција на општина Пробиштин на Лидија Илиевска. Градоначелник и поет. Лалица Митовска. Мики Лепитков. Зоран Стојановски.
Почитувани, да чуеме накратко едно обраќање во име на старите добри времиња. Го повикувам доктор Зоран Стојановски да се обрати на присутните. Почитувани присутни, најпрво сакам да поздравам и да се заблагодарам на организаторот на оваа свечена манифестација, општина Пробиштип, за доделената пакета, која за мене и за останатите спортисти представува големо признание, бидејќи е еден вид на сатисфакција за се она што сме уложиле и дале за спортот. При тоа презентирајќи го нашиот град, како низ Македонија, така и пошироко. Што може да се каже за тој период, односно тоа време кога игравме активно и се надпреварувавме? Прво, тоа е огромниот ентузијазам кој го имаше кај сите спортисти, но и кај населението на Пробиштип. Исто така, љубовта кон спортот и желбата за успех беше пред материјалната корист. Полните трибини, пофалбите од граѓаните, исто така скандирањето на нашите имиња ни значи многу повеќе од било каква финансиска корист. Интересно е да кажам дека според бројот на жители во тоа време Пробиштип беше еден од најспортските градови во Македонија. Имаше голем број на клубови, мислам некаде околу 12. Сите тие клубови има своји блескави моменти, со кои што и ден денес се прераскажуваат меѓу населението. Сакам да спомнам еден таков момент, кога кошаркарскиот клуб Пробиштип за прв пат од своето постоење успеа да влезе во првата македонска кошаркарска лига и тоа беше еден навистина историски успех. Еуфоријата која што се создаде тогаш и огромната радост беше навистина незаборавна. На крајот сакам уште еднаш да се заблагодарам на организаторот на оваа прекрасна свечена манифестација и да упатам една порака до помладите генерации, во што поголем број да се занимаваат со спортот, бидејќи спортот може да им донесе многу бенефити во нивниот понатамошен живот. Прво, почнувајќи од здравието, преку социјализацијата и стекнувањето на самодоверба, па се до донесување на правилни и добри одлуки. Уште една збора. Почитувани, ве молам со уште еден аплауз за вечерашните добитници на златни плакети за придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоција на општина Пробиштип. Во 2025 година Спортско-планинарското друштво Пробиштип направи повеќе подвизи за освојување на голем број планинарски врвови. Но ниту еден од тие подвизи не го привлече вниманието како подвигот на Горан Митков, кој го освои најголемиот планинарски врв Арарат со петијали 137 метри надморска височина, кој го викаат покривот на Турција, но и најголем планинарски врв во Европа. Да погледнеме за што станува збор. Роден е 1984 година во Пробиштип. Професионален планинар кој веќе 4 години активно се занимава со планинарството. Како индивидуа се има искачено на повеќе врвови, како во Македонија, така и интернационални врвови. Еден од поголемите успеси на интернационално ниво е искачен врвот Арарат 5137 метри, кој е највисок врв во Турција. Експедицијата на ова искачување траела од 28 јули до 4 август 2025 година. Друг интернационален врв кој го има искачено е врвот Митикас
2918 метри на планината Олим, кој се наоѓа во Грција. Оваа експедиција траела 3 дена. Во Македонија има искачено над 30 врвови, од кои и двата најголеми врвови, Кораб и Титоврв. Други врвови искачени во неговата планинарска кариера се Копилица, Пирибек, Трета Лешничка Карпа, Руен, Царев врв, Ливадица, Љуботер, врв Скакала, Голем Рид, Црн врв, Кајмакчалан. Предвиден интернационален врв за 2026 година, кој треба да го искачи, е најголемиот врв во Европа, врвот Елбрус, 5642 метри, кој се наоѓа на Кавказот. Горан Митков. Го повикувам председателот на Советот на општина Пробишти, Бојан Серафимовски, да ја додели наградата. Секоја чест, само продолжите така, а општина Пробишти ве следи и ќе помага за вакви и слични подвизи. Одиме со првата од двете номинации. Спортист на 2025 година, кој се надпреварува во рамки на општина Пробишти. Дефинитивно годинава што е измина ја одбележа со низа на успеси, Пробиштипјани ги направи горди. Ајде да видиме за што станува збор. Година. Карате тренира уште од 6 годишна возраст. За успехот во каратето огромна заслуга има тренерот Стојан Стојковиќ. Во текот на годините има учествувано на надпревари на ниво на Балкан, интернационални, 4 европски и 3 светски нивоа. Има постигнато големи успеси во текот на спортската кариера и освојува вкупно 48 медали, од кои 9 бронзени, 16 сребрени и 24 златни медали. Покрај медалите под нејзиното име стојат и 7 пехари. Освоената титула е европски кадетски првак во кати на европското Решица, Романија и на нејзината колекција додава уште едно злато. Во 2022 година освојува второ место сребро во Дрвен град на меѓународен турнир. Пласман во сениорска конкуренција на светско првенство 2022, трето место бронза. Второ место сребро во Модрича, Босна и Херцеговина, титула вице-шампион на Балкан сениори жени. Прогласена е за најуспешен надпреварувач во клуб за 2022 година. Во 2023 година учествува на Супер МП интернационален куп во Суботица, Србија, каде се пласира прва злато и подоцна во годината на интернационалниот куп, каде исто така зема прво место злато. 2024 година ја започнува со Балканското првенство во Арангеловаc, Србија и зема титула шампион на Балкан сениори жени 2024.
Во истата година зема учество и на 2 интернационални надпревари во Анина Романија и Крупан Србија, каде освојува уште 2 први златни места. Во 2025 година на Супер МП интернационален куп додава уште едно злато во категорија сениори и пласман на Европско првенство во Темишвар Романија, европски вице-шампион и сребро во сениорска конкуренција. Бојана Пешовик. Спортист на 2025 година, кој се надпреварува во рамки на општина Пробиштин, по втор пат е најтрофејната каратистка од карате клубот Вадо Карате до Унија, Бојана Пешовик. Таа добива диплома, трофеј и ваучер во вредност од 20.000 денари. Го повикувам представникот од Министерството за спорт да ја додели наградата. Господине Ристевски, поелете. Вечерва доделуваме уште една златна плакета за трајни вредности во спортот. Но да видиме за што станува збор. Роден е во 1948 година во така наречениот Мали Београд, Пробиштин. Од 1963 до 1967 година учеше во Рударското геолошко-техничко училиште геолошки смер, а потоа на работно место во геолошка служба во Добрево во рудникот Злетово. Во фудбалскиот клуб Рудар првите тренинзи ги почнува во март 1963 година во младинската екипа. На почетокот како играч, од средината, а покасно како голман. Младинската екипа редовно победувала, а се стекнувале Монев Слободан, Насирев Груица и секако тој како голман. Во надпреварувачките 1965 до 1966 и 1966 до 1967 година бил прв голман на сениорската екипа, а поради 2 повреди на носот во 7 дена од страна на татко му било забрането да продолжи како голман со дозвола да игра во нападот. Така почнал новиот фудбалски пат и играл во средината на теренот како везен фудбалер. Неговата генерација во една невидена еуфорија го внела клубот во Македонската лига, каде успешно играле 6 првенствени сезони, а тој бил стрелец на првиот гол постигнат во Македонска фудбалска лига. Инаку за време на неговата 15 годишна кариера, како фудбалер до сега единствениот фудбалер кој играл на сите 11 места во екипата. По престанокот со настапи во фудбалски клуб Рудар со екипата на Рудник Злетово на републичките спортски надпревари во мал фудбал го имат освоено првото место, а истото го направиле со фабрика за акумулатори, каде настапил како позајмен фудбалер. Во 1980 година по барање и одлука на раководните структури во Рудник Злетово бил поставен на работното место секретар и тренер на ФК Рудар, каде работел 15 години. Водејќи младинската екипа во куп надпреварите настапил во финалето со младинците на ФК Вардар во 1981 година, што за клубот бил изворен резултат, па затоа бил прогласен за тренер на годината. Во клубот водел целосна грижа за сите екипи. Просториите, опремата, терените за тренинг и надпревар, а на негова иницијатива било направено и помошното игралиште со цел на него да се одржуваат надпревари од тогашната општинска лига. Првата екипа со успех настапувала во Македонска лига, а каде бил ангажиран да асистира на тренинзите на тренерите кои биле селектори на македонската репрезентација Антон Дончевски и Никола Илиевски. Од клубот се афирмирале многу фудбалери кои заминале во странство во поголемите клубови. Еден од нив е и Борче Ѓурев,
кој заради добрите игри на партизанската олимпијада во Фоча бил забележен од селекторот Милјани и предложен да се јави во младинскиот состав до 21 година на репрезентацијата во Југославија. Така заедно за Минале Лесковац во 1990 година на 7-дневни подготовки за надпревар со репрезентацијата на Грција. Денес е ангажиран како секретар на Сдруженијето на пензионериот Пробиштип и успешно настапува на надпреварите, а на последниот републички надпревар, одржан во септември 2025 година во Скопје, во конкуренција на 53 здруженија, екипно го имаат освоено третото место, а останале задни здруженија со повеќе илјадно членство. Ангел Коцев. Златна плакета за трајни вредности во спортот добива еден од посестраните фудбалери Ангел Коцев. Повелете, градоначалник. Одиме со изборот на спортист кој се надпреварува надпор од општина Пробиштип. Да ја видиме најавата. Родена 2002 година, соодбојката започнала да се занимава на 16 годишна возраст во одбојкарскиот клуб во нашата општина, Весна Пробиштип, каде останува една година. Потоа преминува во одбојкарскиот клуб Џио Струмица од Струмица, таму останува 2 години, од каде што во 2020-2021 година со екипата на Џио Струмица предходната година го освои Купот на Македонија. Со истиот клуб ја освоила шампионската титула, воедно и младинското првенство на Македонија, пошто од следната сезона го има и првиот интернационален ангажман во екипата на Војводина, Република Србија. Вице-првак на Србија со екипата на Војводина, пласман до Европско првенство со националниот тим. Се преселува во грчкото првенство во екипата на Панатинаикос, која е минатогодишен шампион. Во последните неколку години активен член на македонската одбојкарска репрезентација. Филип Савовски. Најдобар спортист за 2025 година, кој се надпреварува надпор од општина Пробиштип, е нашиот најдобар одбојкар, неминовен дел од македонската репрезентација, нашата гордост, кој по втор пат го добива ова признание од општина Пробиштип. Филип Савовски. За жал, заради неодложени обврски во спортскиот клуб, каде се надпреварува, Филип вечева не е со нас. Многу му е жал, а воедно и многу среќен за добиеното признание. Тој ни испрати едно кратко видео, па ајде да го погледнеме. На сите, би сакал да ви честитам изминалите празници на сите присутни и да посакам многу здраве и среќа во новата година. Воедно би сакал да се благодарам на општината што ми доделува ова признание по втор пат. За секој спортист
Секоја награда значи многу, но наградата од својот роден град е нешто поинаку. И така за мене ова значи многу. И би сакал уште да се заблагодарам и да посакам пријатна вечер на сите присутни. Чао. Спортист на годината кој се надпреварува надвор од границите на општина Пробишти, Филип Савовски. Тој добива диплома, трофеи и ваучер во вредност од 20.000 денари. Повикува представник од фамилијата на Филип да ја подигне наградата. Искрени честитки за номинираните спортисти, големи честитки за најспортистите за 2025 година. Се надеваме дека сите заедно ќе придонесеме спортот во Пробишти не само да заживее, туку полека но сигурно да го достигне нивото кој го имавме на времето. Со голем број на спортски клубови кои во лигата во која се надпреварува се некаде при врвот. Но тоа можеме да го постигнеме само преку залагање од сите нас и од страна на општина Пробишти, но и од страна на бизнис секторот, а секако и од сите спортски работници и љубители на спортот. Ги повикувам сите спортисти, спортски работници и наградени спортисти, заедно со организаторот на вечерта, да направиме една групна фотографија за спомен на оваа убава прекрасна вечер. Ви благодарам, довидување и пријатно.